Тој е еден од оние актери кои будно го наблюдуваат нашето секојдневие, за потоа со хируршка прецизност, преку хумор и имитација да не го сервира назад како огледало. Кумановската публика добро го познава од матичната сцена, но набрзо излезе од таа локална препознатливост и веќе и во Македонија кариерата одлично му оди, но ќе напоменам дека и со неговите стендап настапи има турнеи и надвор од земјава. Станува збор за актер од Кумановскиот театар, зборуваме за денови на комедија, 30 години, 30 издание на фестивалот, а Жарко Јовановиќ всушност на отворањето на фестивалот ја има главната улога во премиерната представа. За се ова и се останато што се случува во неговиот живот во последно време, тоа знаваме во наредните минути. А колку е добро информирана Симона, не требаше ни најава, практично можеш сама тоа да го срочиш и да го кажеш во живо. Ова е подобра најава и од, мислам дека дури ни ChatGPT ова не би успеал вака да го срочи. Толку прецизно, толку хируршки прецизно. Така. Оставаме на драги некогаш да ја изрази својата креативност. Благодарам што издвои време утрово. Драго ми е што ќе позборуваме за еден настан од огромно значење пред се за држава, тоа се денови на комедија, 30 јубилејно издание. Колкава е честа што ти ја имаш главната улога во премиерната представа? Првен ви благодарам на поканата, а за тоа колку е важен овој фестивал всушност за нас, кумановци, многу низ текот на годините се покажало дека е така. И општо мислам дека во држава дека треба да се даде колку и што се дало значење во овие 30 години, нели? Како постои, мислам дека треба да се даде уште поголемо значење затоа што е еден од ретките такви жанровски фестивали. Сега ние имаме нели Војдан Чернодрински во Прилеп, тоа е нешто сосема друго, меѓутоа комедија е нешто кое што сакаат сите да го гледаат. Имавме во претходните емисии дилема, односно мртва трка, дали сега Куманово останува водечки град за актери од жар комедија или Велес веќе се приклучува кон трката? Мислам дека кумановци сега, не дека јас борам локално и дека јас ги фалам моите. Најдобри сте. Ама некако мислам дека според оно што се покажало од претходно, дека има некоја таму, не знам како да кажам, нешто повлекло таму, подземни води, струи. Ништо. Така што според тоа што се нудило како програма, нели, луѓе кои што излегле од таму, некако јас пак стојам до тоа дека кумановци имаат некако најмногу сенс, што знам. Така, и шеговици. Тука беше нели Тумба фест, така се викаше. Тумба фест, Батко Ѓорѓија, нели. Имате многу такви манифестации. Има споменик во центарот на градот е од Батко Ѓорѓија. Негде има различни споменици. Овој освојувал он нешто, овој бил во оваа битка, не знам што, што е човеков. Па ништо, знаеш, искачал у кафани и пиел. Што е многу интересен споменик, да. Нели, да се биде среќен. Да се биде среќен. Па тоа е. Жарко, каква представа се подготвува и која е твојата главна улога? Кој ќе бидеш во представата со која што ги отвараш денови на комедија? Па, представата е адаптација од филм. Адаптација на Смрт на погреб, така се вика филмот, кој што има две верзии, британска и американска. Сега јас тука играм еден главен лик кој што при некоја семејна трагедија таму пробува да остане мирен, нели, меѓутоа цела фамилија која ќе дојде, знаете кај нас како се случуваат, која ќе треба да се некои семејни настани, дали да е тоа погреб, дали да е свадба, секогаш настануваат некои курштуси. Сега трагикомично тогаш кај нас. Трагикомично е, тука сите даваат по нешто комично во целата таа ситуација, затоа што ова е комедија на ситуации, има многу смешни моменти, меѓутоа сега ова и да го раскажам вака може нема да се свати, затоа што треба да се види. Датумот? Тоа се така најубаво ќе се доживее. Да го кажеме само датумот, каде може да се купат билети? 23 септември е отварањето на фестивалот, ние веќе ги почнавме пробите во полна парја, одиме напред, така што билетите ќе бидат можеби некои 10 дена пред ќе потсетиме, се разбира. Тоа сега. Хајде сега да се вратиме на Ерор 404, твоето стендап шоу кое стана хит. Од каде дојде целава идеја, насловот, што е поврзано, што не е поврзано, со оглед на тоа дека ние стануваме многу рано, некогаш знаеме да се најдеме во таа ситуација. Ерор 404, и тоа ние практично така и се довикуваме да дојдеме, нели, да се освестиме. Па Ерор 404 е затоа што живееме во едно такво време брзо и каде што правиме грешки, не обрнуваме внимание токму на тие убави работи што ни се нудат, да се насмееме, да
да отидеме на некоја добра представа, туку цело време се во некоја гужва и затоа народот влегува во некои, ајде да кажем, такви расположенија кои што може да доведат и до анксиозност, депресија, не знам што. Меѓутоа, и јас затоа апелирам во тоа моје шоу. Не треба ние да се доведеме до една таква ситуација, да не ја правиме таа грешка голема живот на Ерор 404, туку да одиме на комедија, на стендап и да поминеме добро. Каде имаше можност публиката да погледне што точно нуди Ерор 404? Знам дека во Македонија низ неколку градови, меѓутоа еве, ова е 404 кај мене Ерор. 404 града. Но и надвор, каде надвор настапи со стендап Па можеш така да го поврзеш, символично нека биде на листата 404 градови. Да, па може, се тоа ќе биде као оној цилј на крај да се постигне, знаете. 404 Ерор ќе биде прикажан и на други некои места, меѓутоа ова почна премиерно да се дава во декември, 8 декември имав премиера тука во Скопје и потоа го давав низ сите градови, да кажеме тука во нашата држава, нели во сали се. Тука зборувам за многу разни теми, зборувам и за овие утрински емисии кои што се дел од нас. Тие се неисцрпни теми, како и за Facebook. Дека истите се луѓето кои што се и на Facebook и на утрински емисии, како се однесува, да кажем. Сега вие немате вклучување во живо, јас мислам, нели, да се јавуваат гледачи. Немаме уште. Меѓутоа би било добро, нели, да се направи иновација и таму сега да не правам еден дел од стендапот, мислам, ако сакате, може, не е никаков проблем. Ама, да, имам сеопфатни теми, не е само, значи, порано имав имитации, сега имам... Да, мислам дека, ако не се лажам, поправи ако грешиме, но имитациите се дел од твојата кариера, момент кој што допринесе да цела македонска јавност те запозна и да ете, нели, веќе тргне кариерата на еден понаков правец со... Нагоре. Па да, Апсолутно. точно. И тоа баш се случи на една утринска емисија. Ето, Рано, наутро. Судбината од тука почнува. Јас сум па неколку од утрински некако сум препознатлив. Више сум можеби пола човек, пола утринска емисија. А прв пат доаѓаш во нашата утринска или не? Да, на македонска телевизија утринска прв пат. Значи си ја чувал за веќе развиена кариера. Кариера Значи за се може на нас да ни тргне на подобро. сега Или може ќе сме дел од наредната стендап шоу, толку може да почнем и вас да ви имитирам, да кажем. Тогаш прв пат бев на вклучување и нешто се вклучував, го имитирам Стојанче Ангелов и потоа се вклучува тој на видео бим и заедно почнуваме да збориме во ист глас. И тоа беше многу интересно и тоа бидна вирално, нели, како се изразуваат сега младите и после тргна во некој друг правец. Ти спомена дека, нели, сите веќе оние практично водители или делови од екипите на утринските програми се и на Facebook, меѓутоа и вие актерите сте исто јутјубери, имате повеќе секундарни или не знам сега, еве јас ќе те прашам, дали театрот ти е право место, стендапот или YouTube? Точно, тоа се неколку различни шеми. Меѓутоа јас секогаш ќе бидам актер и кој што ќе игра дали за филм, дали театар, тоа ми е првичната професија. Ова некако во тоа инфлуенсерство, како го нарекуваат, некако не успеав баш да се снајдам да влезам толку. Но помага веројатно во примарната професија. Помага, да, за некоја промоција нормално. Меѓутоа има тука многу алатки, ваму таму средување на видеа, што јас не сум толку кадар да имам таа трпеливост и затоа повеќе се фокусирам на оној дел за актерството, она што ми е битно да се надгледам како актер повеќе, а не како техничар. Што и така треба. И споменавме имитациите, она што сите секогаш веројатно те прашуваат и најмногу ги интересира е дали досега си имал реакција од некоја јавна личност која што не сватила баш позитивно тоа што си се пошегувал. Па не сум имал стварно негативни, како да кажам, искуства. Сум имал позитивни искуства напротив, на луѓе кои што сакале да ме видат за нивни добри имитации и позитивни имитации. И се случиле и средби со такви личности кои што биле заинтересирани за тие имитации. Можете да видите, имам таму. Еве, запратете на мојот Инстаграм профил Жарко Јовановиќ и видите кој лайк, шер, сабскрајб. Не сум инфлуенсер, нели кажавме, еве може ако е гледал 9:30 савајле може да ме направи инфлуенсер. Жарко, пред крај морам да те прашам, што тебе успева да те засмее и да те насмее? Јас имам некаде прочитано дека веројатно секојдневни ситуациите се смејуваат и дека детето, односно Петар со грашокот, ти е на врвот на листата, се уште ли
е истото мислење. Па ете, тоа е многу интересна спонтанна ситуација и таа ми е смешна била, меѓутоа после тоа се наоѓаат уште многу посмешни ситуации кои што сум ги видел. Еве, на пример, пред некое време излезе една смешна, да кажем, анекдота, каде што се прават телефонски разговори кои што се вајда снимени и кои што се спонтани, меѓутоа кои што зборат за изборни драми во некои селски мали да, пример. Тука веројатно неисцрпна инспирација. И тука неисцрпна кои што сакаат да дојдат до нешто, дали да биде благајник, дали да биде нешто друго, и тука настануваат конфликти, а тоа е многу природно и тоа се случи во една, како се вика, населба таму во Куманово. И тука настанува конфликти. Тој ли е зет, што е, зет ли е, не ли е, ваму, таму. Сите роднински Јас сум го ранела, ваму и така. Жако, ти благодариме многу за гостувањето. Ти посакуваме успех и се разбира, ќе се видиме сигурно до денови на до септември. До септември, еве, да бидеме попрецизен. Јас ќе донесам и карти, ќе дојдете, ќе бидете поканети, ги поканувам и другите гледачи. Но до следното гледање да има некоја имитација и за Македонија наутро. Да не ставиш на Благодариме уште еднаш. Благодарам и на вас.